Во Македонија некако изгледа дека се уште има луѓе кои веруваат на тие флоскули, дека се работи за слобода на говорот и дека не е блокирано собранието, туку ете се одвива некоја најнормална дебата. Таквото нешто не поминува ниту во западните кругови, а уште помалку во Стейт департманот. Јас издвоив конкретно и од Европската конвенција за човекови права и од Универзалната декларација дека правото на изразување воопшто не е некое неограничено право. Напротив, во Конвенцијата за човекови права се даваат дури 8 причини поради кои може да се попречи наводното слободно изразување на мислење, и тоа почнувајќи од националната безбедност, територијалниот интегритет, па се до она што значи попречување на нормалното функционирање на една држава. На истата линија и Универзалната декларација која вели дека секој има должности кон заедницата. Правата не доаѓаат сами по себе, туку тие доаѓаат со должности и на крајот на криштата тие права се судираат, односно се лимитирани најмногу и пред се со она што значат права на другите луѓе. Па да дури ќе се каже дека такви ограничувања какви што се определени со закон со единствена цел да се осигура должното признавање и почитувањето на правата и слободите на другите. Значи, ако се такви многу јасни, императивни принципи на меѓународната заедница, извесно е дека една Европска унија и една САД нема и не може дури да сакаат, не може да поверуваат на некакви флоскули, пропагандни флоскули што ги продаваат пратениците на ДПМН. И следствено, ако тоа се каже еднаш, два пати, три пати, и тие исти пратеници се прават како да не сваќаат за што се работи, иако јас мислам дека е тоа чиста глума, едноставно речено, Стейт департманот сметал дека требал да ги каже најотворено и да ги зачини со малку индивидуална закана. Таа индивидуална закана по мене е сосема сериозна и едноставно овие луѓе по мене би морале да ги сватат овие пораки, но за жал ќе видиме во практика.